Оштетени куќи, покриви, поплавени домови и скршени автомобили. Над стотици пријави за штети од силното невреме кое го зафати Скопје пред еден месец пристигнале до општинските комисии. Во петокот истече рокот за пријавување, а сега се комплетира документацијата, пошто се очекува да стартува обештетувањето. Во општина Аеродром пристигнале 150 пријави. Постојат две големи групи на штети, тоа се оштетени возила кои што се пријавени до општина Аеродром како последица од невремето, односно паднати дрвја, и оштетени кровови на колективни индивидуални домаќинства, и тие се двете најголеми групи на штети. Постојат штети од протекување, поплавување, меѓутоа оштетени возила и кровови се најголемите штети. Се обработуваат пријавите и во Карпош центар Газибава. Од град Скопје најавуваат дека во наредните денови ќе се одржи нов состанок со градоначалниците на скопските општини, на кој ќе се сумираат пријавите и ќе се разговара за понатамошниот тек на постапката. Градоначалникот Георгиевски повторно ќе има состанок со градоначалниците, на кој ќе се утврдуваат бројот на пријавени штети и согласно законската регулатива и воспоставена пракса ќе се започне постапка за поддршка на граѓаните при санација на оштетувањата на објектите за домување. По завршувањето на работата на комисиите треба да се утврди вкупниот обем на материјалната штета. Комисиите изработуваат елаборат за сите барања кои треба да го достава до владата, која пак ја презема обврската да им помогне на општините и граѓаните да ги исплати нивните штети.